Поштовани гледачи, добродојдовте во отвореното студио на Телеканал А1. Оваа серија на отворени студио е посветено на предизборната кампања и она што политичките партии кои што се тркаат за место повеќе во македонскиот парламент да ги представат своите програми и визии, она што им го нудат на граѓаните и на гласачите. Значи поканети Телеканал А1 испрати покана до сите политички партии и коалиции кои што настапуваат во избирачката единица 4 која што ја покрива нашиот регион, за да ги добијат овие 30 минути во низ разговор за да поразговараме за делот, како што кажав, програмските заложби кои што ги имаат. Наш гостин во ова отворено студио е Слободан Богоевски од Коалицијата за промени и правда, имено и носител на кандидатската листа за пратеници во 4-та изборна единица. Господин Богоевски, добредојдовте во Струмица, добредојдовте во Телеканал А1. Ви благодарам многу и во Струмица, да знаете, јас сум носител на листата како непартиска и надпартиска личност во оваа коалиција, а мене во Струмица особено ми е драго кога доаѓам, бидејќи сум преселувал многу пати, порано пишувајќи ја мојата книга, трагајќи по далечното минато, и Струмица е едно од двете најсвети места во Македонија, бидејќи тука се наоѓаат и Ниеза, градот на Аристотел, и славната Гортинија, митските предци на тројанската цивилизација и секако главниот град на Македонија Пела. Тој е во Струмичко, не е во денешна Грција. Пишувајќи мојата книга, често преселував во овој крај. Так. И кога ме прашува која изборна единица би сакал, викам сакам 4, поготово кога дознав дека тука сака да дојде и носителот на листата од ДПМН, Никола Груевски. Така, чувствувате ли притисок со оглед на тоа што во изборната единица 4, јас често кажувам лидерските копија ќе се кршат тука. Чувствувате ли притисок и како гледате Струмица пред вашето доаѓање тука? Направивте средба со граѓани. Поинаква ли е Струмица во предизборието? Не е многу поинаква, бидејќи јас сум доаѓал многу пати, ви кажа, во Струмица, посебно сега во предизборието. Нормално е дека се усилена пропагандната и воопшто активноста на политичките партии и коалиции, но променете во еден сегмент. Почувствував дека нема таква раздвиженост на пазарите, по продавниците, како што некој пат сум имал прилика да гледам. Да речеме во Глобал, не сум можел да се одминам од луѓе. Денеска не беше така. На отворениот пазар исто така. Тоа се многу важни критериуми за да видите каква е ситуацијата. Така. Коалицијата за промени и правда е составена Демократски сојуз, Фродем, Моро, Работничка партија и Демос. Не успеавте некако десните опозицијски партии, оние кои што се одметнаа од ајде да не речем матичната, да составите блок. Што мислите, дали ова ќе ви оди во прилог или е на штета на раситнувањето на гласачкото тело кога зборуваме за десно ориентираните партии кои што се поставени во опозиција на владеачката партија? Нашата коалиција за промени и правда е првенствено центристичка, ако воопшто можеме да ги групираме на леви, десни и центристички, и сакаме да биде поблиска до народот. Ние не любиме да кажеме дека сме десничарска, затоа што тоа не сме. Тоа се само фиктивни означувања леви и десни. Не сметам дека е нешто посебно загубено со другата коалиција предводена од Љупчо Георгиевски, бидејќи и не ги сметам за опозиција, бидејќи тој е патронот на Никола Груевски и тој сега работи за сметката на Никола Груевски. Така да мислам дека ништо не е загубено. Тоа што го сработи ќе биде идентично она што е интерес на Никола Груевски. Така. Во вашите програмски заложби од она што досега е излезено или сте го промовирале во јавност, еве да одиме поред дека едно од главните, нели спомнавте економијата, спомнавте дека сте забележале празен пазар. Значи економијата, подобрување на економската состојба и враќање на младите. Во тој дел имате исто излегувате со цифри. Ова изборна кампања некако лицитираат политичките партии со бројки за минимална плата, со бројки за минимална пензија. Кои се вашите согледувања и напори кои што во овој дел би ги правеле доколку ја добиете поддршката од граѓаните? Без разлика колку е студиозно работена нашата програма. Таа има своји приоритети.
Значи, ние не можеме да говориме за развој на економијата ако државата не е стабилна. Ако имаме еднопартиски систем, како што го имаме во изминатиот период. Значи, сите тие програми треба да се гледат во еден контекст на системот на уредувањето на Република Македонија. Јас кажувам дека ово време сега е толку драматично и идентично како кога бевме пред референдумот од 8 септември 1991 година. Значи, народот сега ќе се определува за опстанокот на Република Македонија или за владечката коалиција, често нарекувана за уставничко здружение. Изборот е еден. Или народот и Македонија, или владеачкиот режим. Во тој контекст треба да се гледат сите тие програми. Доколку не се спасиме од оваа ситуација, бесмислени ќе станат сите ветувања. Јас кажувам дека несериозно е да ветувате зголемување на плати, зголемување на пензии во услови кога сите знаеме дека државата не е банкротирана. Дека пензискиот фонд му недостигаат годишно по 500 милиони евра. Од каде некој ќе ветува дека ќе изголемува пензиите ако перманентно не опаѓаат придонесите за пензискиот фонд? Од каде ќе изголемува некој платите кога буџетот е целосно зависен од странските кредити и задолжување на внатрешниот пазар? Точно ние пишуваме дека сакаме да имаме за 2 години 300 евра минимална плата, 200 евра да има минимална пензија и тоа ќе го постигнеме, али не можете да одма да го направите. Но првенствено за нас ни треба темелно преуредување на државното уредување и политичкиот систем. Ние од 90-та година наваму никој пат не сме имали вистински парламентарни избори. Зошто? Затоа што моделот на изборното законодавство кој го одбра тогашните владеачки партии на некој начин произведе систем на гласање од гнев. На секои 4 години се менува една со друга власт и народот никој пат не гласаше за избор за нешто, него од гнев, од злоделата на претходната и така се вртиме во еден цикличен круг. Ние сега за прв пат му нудиме на нашиот народ шанса еднашка да се прекине тоа, да излеземе од тој круг на несреќите во Македонија, да народот секој пат гласа од очи, него да може да гласа за свој избор. Нашата улога е токму тоа и ако ги погледнете анкетите пред почетокот на кампањата, ние веќе уште тогаш, иако релативно млада коалиција, сме трета политичка сила во Македонија. И секако дека ќе бидеме гарант дека во Македонија никој пат не може да се повтори еднопартиско владење, кое на крај резултира со диктаторски режим, како што го добивме сега со Никола Груевски. Тоа е резултат и на системски грешки во уставното уредување, како и во нашето законодавство. Затоа ќе бараме ние темелни реформи и уставни и законски во Република Македонија. Уставни во кој дел? Уставни во поглед да се гарантират со уставни инструменти строгата поделба на извршната, законодавната и судската власт. Сведоци се сите дека било кој да ја освои извршната власт во изминативе години станува господар и на законодавна и представничката власт, и на судската власт, и на целокупната власт во Република Македонија. Ние тврдиме дека имаме парламентарна демократија, во суштина ние ја немаме. Зошто? Затоа што имаме недостатоци и во уставното устройство и во целина во политичкиот систем. Ние мора да вградиме механизми кои ќе го тоа спречат превентивно. Дали со механизми е доволно или треба и свеста на луѓето? Секако дека не е доволно, но ако направите уставни ограничувања за одредени прашања, тие многу тешко ќе можат да бидат надминати со некакви законски измени. Проблемот е што нашиот устав не е доработен до крај, за да ја гарантира парламентарната демократија и да ги гарантира слободите и правата. Ево за пример ќе ви дадам. Ако во уставот сме кажале дека сувереноста извира од граѓанинот и му припаѓа на граѓанинот, ако сме кажале дека секој има право на слободен избор и сме го вградиле начелото еден човек, еден глас. Овој модел сега кој е Македонија поделена на 6 изборни единици, пропорционален систем на бирање, каде што слободоумни луѓе, високо квалитетни луѓе немат никаква шанса да се кандидират.
И ние циклично ги добиваме на сите избори листи на политичките партии или коалиции на поданици. По суштина ние немаме народни пратеници. Овој пат, за прв пат, ево, ние нудиме една отворена листа, каде што не има од сите професии, од сите социјални слоеви и припадности. Листа и затоа бараме подршка од народот и да бидеме гарант дека тоа уставно начало ќе биде испочитувано, затоа исто баравме Македонија во иднина да биде една изборна единица, каде што секој човек ќе биде еден глас. Вака помоќните коалиции ги абсорбират гласовите на другите помалечките кои нема да влезат во парламентот. Тоа создава многу проблеми и е јакне абсолютистичката власт на тој што ќе дојде на власт. Затоа бараме веднаш да биде тоа променето, да не остане само на пароли, дека ние се залагаме за тоа, ние кажуваме конкретно што ќе се прави. Ние не може да се надеваме на независна судска власт, како што гледате дека и немаме. Ние де факто и немаме судска власт сега. Зошто? Затоа што немаше ни механизми во уставот таа независност да биде гарантирана. Не може да биде гарантирана со судскиот совет, каде што партиципираат владеачките партии, председателот на републиката и судиите, кои исто политичките партии од тефтярчињата ги избрале. Нонсенс е да очекувате независност во судството ако партиите ги бират, односно предлагат судиите. Затоа бараме непосредни избори и за судскиот совет. Во делот на реформите во судството кои што ги спомнувате и опозицијската СДСМ во тој дел во неколку наврати го спомнува истото, дали тоа значи дека постизборно, доколку има таков распоред на силите, може и да очекуваме коалиција, која е една поширока коалиција во тој дел? Мене и на коалицијата ни е драго што коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз го предлага тоа и тоа е коректно. Зошто? Затоа што вие не можете да го реформирате судството во Македонија кој е комплетно инфицирано. И овие 10 години владеачкиот режим инсталираше послушници кои немат никакви предуслови да бидат суди, дел од нив. А тие што имат се приклучија на походот на власта, грубо суспендирајќи го уставот и законите и кршејќи ги слободите и правата на луѓето. Не знам дали знаете колку илјади луѓе се невино одлежани во затвор или се уште се во затвор. Затоа што му се попречиле или тие предпоставувале дека им се пречка во походот кон немилосрдното грабање на фирми, на имоти, на пари, рекетирање на луѓе од власта. И тие лежат по затворите. И немате никакви начини, никакви инструменти да бидат заштитени нивните човекови права, токму ради овој дефект што го говорам во уставот. Во делот на безбедноста и управата за безбедност и контраразузнавање, и тука во вашите програмски заложби имате за реформи, дали постоечките закони се доволно, но не се доволно имплементирани, или потребни се нови решенија кои што би помогнале да се надминат одредени состојби кои што се во овој дел на државното уредување? Нити законските решенија се добри, нити пат другите работи се направени, затоа што не е само до законите. Прво, законските решенија се едни со други дерогират. Управата за безбедност и контраразузнавање, како што ја нарекуваат сега, е само една од многуте управи на времето поранешната служба за државна безбедност, која јас долги години раководе. Таа нема никакви екзекутивни областувања. Мито ние 10 години слушаме од братучедот на премиерот Никола Груевски, раководеше Саша Мијалков, кој нема никакви квалификации да биде вработен таму, а не да биде шеф на таа служба, бидејќи таа не е партиско представништво. Тоа е класичен државен орган, каде што не смее никој да задира, не премиер, не председател, кој и да е. Мора таму да работат професионалци. Човекот со такво криминално досие и такво минато, премиерот Никола Груевски го стави за шеф. И тој и да ги чита законите не ги разбира. Го слушате по телефонските разговори, кои беа објавени, он нарачува пресуди, он нарачува притвори,
приведувања, иако таа управа нема екзекутивни овластувања, дури и во сегашниот закон. Така. Само за ова да ви го илустрирам дека дефектно е све, и систем, и закони, и начинот на водење. Кога еве овие заложби ваши програмски преку кои ја барате поддршката од граѓаните, ви ја дадат таа поддршка, рековте после наредните 2 години на стабилизација на политичкиот систем, потоа економскиот систем. Преку што би одело тоа? Еве имавме ситуација на привлекување на странски инвестиции, отворање технолошко-индустријски развојни зони, дали ќе продолжи тој тренд кој што навистина донесе бројка на фабрики тука, дали преку поддршка на домашен бизнес, кои се плановите во тој план на економската програма? Добро. Накратко сакам да се осврнам само на овој сегмент на странските инвестиции. Ние во суштина во Македонија немаме странски инвестиции. Ние ако немаме инвестиции домашни и развој на домашните економски субјекти, ние никој пат нема да имаме странски инвестиции. Ово е измама. Слободните зони, кои ги измислија, не се непознати во светот, но условите кои ги добиваат белосветските профитери во слободните зони, паѓат на грбот на народот во Македонија. 1 евро не влегува во државата. Тие служат само за остварување на профити. Ние им обезбедуваме земјиште, инфраструктура, на нив, им ги плаќаме во првите 5 години придонесите за вработените, па дури им даваме неповратни позајмици во милионски суми да не пропаднеле нивните фирми надвор. Тие служат исклучиво за статистика, да се прикаже дека ето бруто домашниот производ во Македонија расте увозот, уште повеќе расте извозот, ако го одземете процентот што им припаѓа на слободните зони, кои немат никаква допирна точка со Македонија, бидејќи и никако не се ни поврзуваат со домашните економски субјекти, ќе видите дека тоа е вистинско плячкање на народот на Република Македонија. Ние не сме против слободни зони, но не вакви и под вакви услови какви што се. Накратко да ви кажам за економската програма. Македонија, доколку добие сериозна власт, не треба многу памет да по 2 години е видите слична на Швајцарија. Плячката на 5 милиарди изнесување од Македонија во изминативе 10 години може да предоставите како се одразило на домашната економија и воопшто на социјалната состојба на народот. Доволно е да се знае дека ниту една власт не смее да се меша во економијата. Власта може да води економски политики, но не и бизнис. Не може власта да биде најголем работодавач, како што е во изминативе години. Значи, мора државата да ги трне рацете од економија. Ние бараме либерална економија. Ние бараме поинаква даночна политика и даночна управа. Нашата даночна управа, која наместо да има едукативна и превентивна функција во остварувањето на даночните приходи, таа се претвори во рекетарска фирма. Каде и да одам, во било кој град овие денови, тоа сум го слушал и порано, ево конкретно и денеска, пред секои избори, даночната управа се користи за рекет на фирмите, со закани, со ненормални казни. Им се изнедуваат огромни пари на собствениците. Па како сакате да имаме економија? Кој е тој толку силен што може да обстане во ваков амбиент? Државата да ги трне рацете од економијата. Поддршката треба да се дава на домашните економски субјекти. Тие да се развиват и тие ќе привлекуваат странски инвестиции. Не е владата најголемиот бизнисмен. Ние имаме погрешна перцепција за улогата на нашата влада. Во која нормална држава во Европа владата игра ваква улога како во Македонија? Буквално ви зависи се од владата, односно од фамилијата која е на власт во конкретниот случај. Мора да бидете претходно изрекетирани, ако сака некој да дојде. Дојдаа многу, ги гледавте и по медиумите, ги подлажа нашинци кои работат во странство, меѓу кои имаше и Острумица, дојди во Македонија за да ти исплячкаме. И затоа нашинците никој повеќе не доаѓа во Македонија, во држава каде што рекетот и криминалот е единствениот знак на препознавање. Деталите да не ги говориме од програмата за младите, што предвидуваме, но ве уверувам дека ние, ако ја стабилизираме државата, а верувам дека ќе најдеме партнери од другите коалиции кои гледам истото го мислат. Конкретно, ви останав должен, затоа што и судството е важно за развој на економијата.
владењето на правото, еден од основните гаранти кои ќе ги привлечат странските инвеститори. Сите бегат од кај нас затоа што знаат дека ние кои живееме во Македонија немаме правна сигурност, а камоли странските субјекти. Затоа и ние истата порака ја упатуваме дека се залагаме. Судството мора 6 месеци да биде распуштен. Да се направи генерален реизбор. Секој еден судија што не ги исполнува не само стручните, туку и моралните критериуми, не може да биде судија. Секој еден што учествува во криминалите, донесувајќи пресуди спротивно на уставите по налог на фамилијата на власт, тој ќе седне на обвинителна клупа, не само што нема да биде реизбран. Тоа да го знаат, го кажувам, не како закана, како неминовност ако ние сакаме да излеземе од ова тешка ситуација. Затоа што ако законот важи за обичниот граѓанин, уште повеќе ќе важи за судиите, веќе одлучуваат за личната сигурност, за имотната и правата кои излегуваат од имотот слобода. Така. Спомнувате и преполовување на бројот на јавната администрација. Дали тоа е, како би одел тој процес? Не е тоа нели нешто што може да се пресече? Предпоставувам дека мора да има некоја стратегија. Не е во буквална смисла преполовување, но рационализација на јавната администрација. Јако сите одбегнуваат да кажат дека калкулирајќи со поддршката на јавната администрација во изборите. Самата јавна администрација, ако ви прашате, пошто и јас сум работел долги години, внатре имате луѓе со фалсификувани уверенија, со фалсификувани дипломи, заземаат места, ништо не работат. Имате илјадници луѓе кои примаат плата, а воопшто не доаѓаат на работа. Која држава може да го издржи тој терет? Тие таквите ќе си одат дома. Не можете вие да не доаѓате на работа да примате плата. Какви се тие договори помеѓу коалиционите партнери во владеачката структура сега? На тоа се мисли. Иначе никој нема да задира во администрацијата, бидејќи тоа е столб на една држава. Но бараме професионална администрација и бараме се враќање на законите за кои се залагавме од 1991 година. Забрана на партиско дресување и членување од политички партии во државната администрација, особено во Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, за здравство и за образование. Тоа е клjuč. Така. Господин Гоевски, на почетокот на вашето излагање спомнавте дека Македонија се наоѓа во политичка ситуација толку комплицирана како што беше кога требаше да ја прогласи независноста. Вие од една страна ја поставувате таа теза, од друга страна слушаме владеачката партија оди дека навистина е ова, не е ова гласење за политичка партија, туку е гласење референдум за Македонија. Значи се наметна прашањето на федерализацијата од една страна, двојазичноста која што нели оди тука. Сега граѓаните се меѓу две историски шанси. Како нели која е вистината, секоја има својата вистина на крајот кога ќе го земи пенкалото во рака и кога ќе го заокружи гласачкото ливче. Меѓутоа се создаде ли една така покомплицирана ситуација за обичниот човек тука? Затоа што сите некако нели кампањата оди ова е за Македонија, ова е за Македонија, ова е за Македонија. Дали ги збунуваме граѓаните? Да, го гледам тоа како општа перцепција меѓу народот. Никола Груевски постојано лаже. Сите 10 години, ако ги погледнете и програмите нивни, 2006 година, сите наваму се со истите лаги, од кои нема ништо. И тоа не се срами да го прави и овој пат, после 10 години со истите лаги. Дека имале многу дела. Јас мислам дека имаат само злодела, бидејќи ако ги погледнете резултати, растот на бруто домашниот производ, задолженоста на дворешна, внатрешна задолженост, невработеноста, иселувањето на младите. 600 кусур илјади луѓе се избегани од Македонија, а според последните истражувања на Светска банка, 80% од младите сакат да побегнат од Македонија или веќе презеле конкретни чекори да побегнат. Така безсрамно да се лаже. То мене и не ме чуди, познавајќи ја структурата на тие луѓе, но има нешто што е многу опасно. Неговата теза дека некој, господинот Заев и други, се залагат за федерализација на Македонија и за уведување на двојазичност. Сакам да подсетам
дека е тоа голема измама на Никола Груевски и не знам кои други околу него. Федерализација на Македонија, прв кој заговараше во 2001 година, мај месец, беше Љупчо Георгиевски, неговиот патрон, бејќи тоаш беа во иста партија, и Никола Груевски, негова десна рака како министар за финансии, ако се сеќавате, кој ги распродаваше Опта и Македонскиот Телеком. Тие јавно излегуваат тогаш во медиуми, лидерот Георгиевски, и нарача карти на Македонија во Македонската академија на науките да се изработуваат за поделба на Македонија. Отаде Грубчин и одавде Грубчин. Отаде Грубчин не ги интересират македонците, одавде Грубчин ги интересират. Тоа е толку опасна изјава. Он очигледно и не е свесен што говори. Кој денеска може да поверува дека некој ќе прави федерализација? Прво, не имаме устав. Кој може да го смени? Ни господинот Заев, ни јас, никој не можеме да го смениме уставот и унитарниот карактер, нити па албанците го бараат тоа. Кого он лаже? Мислам дека почна да си верува во собствените лаги и дека играњето со чувствата патриотски на луѓето, дека секој пат ќе му носат профит, овој пат ќе биде казнен, затоа што никој не му верува во тоа. Затоа што тие се токму автори на таа идеја. Затоа што тие ние донесува војната во 2001 година и го подпишавме тој договор кој произлегува сите овие решенија и за двојазичност и така натаму. Претпоставам дека тие проблеми биле кумулирани од осамостојувањето на Македонија во делот на правата на малцинствата, кои што знаеме, нели, низ годините од самостојувањето дека и ги нема. Спомнавте во разговорот дека вашите анкети покажуваат дека сте трета политичка сила во Македонија. Вчера пат две анкети имавме во јавноста, едната на Брима Галуп, работена од 11 до 17 ноември, која што ја спроведел на барање на Весникот Република. Тука тие во тие, само да кажам, да прочитам за самата анкета, затоа што нели сме обврзани како е спроведувана, дека е правена, значи, во тој период од 11 до 17 ноември за предстојните парламентарни избори на 1000 испитаници на 1006 испитаници на возраст над 18 години. Се Република оделе само со ВМРО ДПМН и СДСМ, мислам дека другиве коалиции не бевте дел од ова. Значи таа едната кога за ВМРО ДПМН би гласале 25,8%, за СДСМ 16,7%. Истовремено и телевизијата, националната телевизија Телма излезе со анкета работена јавно мислење нарачано, значи, од оваа телевизиска куќа, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Институтот за демократија, Societas Civilis. Анкетата извршила агенцијата Емпроспект во период од 6 до 20 ноември по метод лице в лице на 1000 испитаници. И овдека ја нема коалицијата, меѓутоа објаснувањето Телма дека е работена во период кога уште не беа кандидатските листи, само тука дека разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ дека е 4,8% во корист на владеачката партија. Ги видовте ли овие резултати од анкетите? Како ги коментирате? Се малку неблагородно, може дека не сте тука... Дека ли ние сме дел од амбиентот, нели? Како коалиција за промени и правда. Прво, анкетата што е работила Брима Галуп, познато вие на сите, дека е нарачка на Никола Груевски. Ме чуди како и него подигнале малце процентот за да се теши Груевски, а мислејќи дека другите ќе ги излажат. Таа воопшто не е релевантна. И добро е, нека се залажува и понатаму, нека платят такви анкети, веќе колку ќе плати, толку проценти добива. Не е точно. На терен, ако погледнете, јас сум овие денови секојдневно на терен. ДПМН ќе биде среќен ако се доближи до бројката од 40 пратеници, а не вакви резултати кои ги покажуваат овие нарачани анкети. Затоа ги сметам за ирелевантни, дури и тие што се работени коректно, се многу со релативни резултати. Гледате ги граѓаните. Така, времето ни е пред крај. Имате ли некоја најава колку би добиле мандати или оставате тоа да се види на 12 декември? Јас неблагодарно е да прогнозирам. Едно е сигурно дека ќе видиме трета политичка сила и дека ќе видиме гарант за оно што го ветуваме, дека никој повеќе нема да се осмели да направи еднопартиска власт во Македонија. Дека ќе видиме гарант за слободите и правдата. И овие измени кои ги бараме заради иднината на Македонија, бидејќи затоа ние не ветуваме лажни
работи, не сакаме лаги. Сакаме да се чуе гласот на народот и власт која ќе се плаши од народот, а не народот од власта. Така, ви благодарам на господин Богоевски. Измина 30 минути заради коректност кон другите политички субјекти. Благодарам за гостувањето во емисијата Отворено студио. Благодарам. Да. Поштовани гледачи, тоа беше Отвореното студио со Слободан Богоевски, носител на кандидатската листа на Коалицијата за промени и правда во изборната единица 4. Пријатно.